Господине Васев, во резимето на конечниот извештај на Државниот завод за ревизија се констатирани следните состојби. Утврдено е дека дел од вработените се распоредени на работни места кои не се предвидени со правилникот за систематизација на работни места и несоодветно со определени коефициенти и додатоци на плата. Се констатираат слабости во планирање, реализација и контрола на условниот надоместок за набавка на биолошка терапија и отсуство на медицински протоколи, упатства со кои ќе се воспостават правила и утврдат критериуми за приклучување на пациентите на биолошка терапија. Пописот на средствата и обврските не е во целост проведен и притоа утврдено е недоследно почитување на одредбите од правилникот за сметководство за буџетот и буџетските корисници. Биле преземени обврски над одобрениот буџет во 2021 година и клиниката се јавува како тужена страна во судски постапки по однос на неплатени фактури за набавка на лекови и медицински материјали. Постои неусогласеност на сметководствената и материјалната евиденција на залихите со состојбата по спроведениот попис. Утврдена е несоодветна примена на Законот за јавни набавки за дел од спроведените постапки за јавни набавки. Во делот на нагласувањето на прашањата за неизвестност и континуитет се констатира дека во постапката за сервисирање на опрема за која економските оператори имаат монополска позиција, ексклузивно право, се склучуваат договори за целосен сервис при што не постои можност да се спореди и утврди реалноста на исплатените средства во однос на обемот на извршените услуги. Констатирано е дека набавениот линеарен акселератор не е ставен во употреба. Во однос на делот каде се утврдени останати прашања, констатирано е дека проблем на клиниката се појавува и поради недисперзираноста на здравствените услуги, иако постојат услови за давање на овие услуги во повеќе медицински центри. Утврдено е дека Националниот систем за материјално, финансиско и сметководствено работење и Централниот систем за регистрација на работното време не се целосно воспоставени и во функција. Констатирано е дека се извршени корекции за време на ревизијата во смисла на зголемување на вкупната актива и пасива во билансот на состојба за 64.677.000 денари. На крајот е наведено дека по однос на нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 25/217/1 од 6.2.23 не биле примени никакви забелешки. Утврдено е дека планот на клиниката доставен до фондот не е резултат на доставени предлози од страна на стручен колегиум од причина што истиот не бил функционален во 2021 година и е изготвен исклучиво врз основа на историски податоци за потрошени количини, што е спротивно на член 112 од Законот за здравствена заштита. На клиниката не се донесени медицински протоколи, упатства, насоки и критериуми кои треба да ги исполнат пациентите за да примат биолошка терапија, ниту пак во оваа насока се носеле одлуки од страна на стручен колегиум. Докторите одлучувале кои пациенти ќе ја примаат биолошката терапија, а одобрение сте давале само вие. Дополнително се констатира дека наведеното создава ризик биолошката терапија да не е еднаква достапна за секој пациент, што не е во согласност со член 8 и 112 од Законот за здравствена заштита. Се констатира и дека воспоставениот начин за набавка влијае на поџитување на начелото на конкуренција, што не е во согласност со член 5 од Законот за јавна набавка. И уште други безброј забелешки. Конечно, во заклучокот стои: клиниката за радиотерапија и онкологија не постапувала во согласност со релевантните законски прописи, не ги исполнувала елементарните услови за работа, а во насока на зачувување на животот и здравјето на пациентите. Со вакво постапување покрај утврдените прекршени законски одредби со извештајот не се почитува ниту уставно загарантираното право на живот и уставно загарантираното право на здравствена заштита на секој граѓанин. Моето прашање до вас е едно единствено: кој ви даде согласност или насока за да креирате ваков хаос на клиниката за онкологија? Благодарам.